барање ќе се однесува на дополнување на дневниот ред во врска со членот 122 од Деловникот, каде што е цитирано дека работните тела заради извршување на работите и задачите од својот делокруг можат да барат податоци и информации од органите на државната управа и од други органи и организации. Конкретно, како информација, како прашање, мислам, како точка на дневен ред да биде информација од јавното обвинителство во врска со сите произлезени документи и случаи од Министерството за одбрана, дали по допрен глас јавниот обвинител ќе покрене одредена постапка. Без да навлегуваме во однос на тоа што и како е со документацијата. Дали истиот ќе се одважи еднаш да застане, односно да ја искористи можноста за подопрен глас да отвори постапка по самиот предмет и како надлежна институција да го преиспита целиот овој случај. А ова сето го надоврзувам и на говорот на подпредседателот вашиот на собранието, кој што се изјасни дека како собрание и како комисија имаме право да бараме информација, односно да бидеме во тек со состојбите за вакви случаи. Ово го цитираше подпредседателот и затоа се повикувам на ова, бидејќи ова е предизвик и за Јовевски, кој што е во дадениот момент предмет на дискусија во друга комисија, каде што сака да прави трансфер од јавното обвинителство во Уставниот суд, така да ова му е предизвик да постапи по допрен глас и да се расчистат сите дилеми во однос на сите овие случувања кои што ги имаме и да имаме јасна ситуација за што станува збор и како станува збор, бидејќи одредени други органи се произнесува дека ќе има одредени постапки, меѓутоа конкретно дали јавното обвинителство ќе покрене одредена постапка. Затоа, за да немаме разногласие во сите овие постапки, еднаш во целокупниот мандат од страна на јавниот обвинител да ја искористи законски предвидената можност за покренување на постапки по допрен глас, доколку до него имаат истите допрено вакви информации. Благодарам.